Добро, почитувани, огромен скандал е што наместо Агенцијата за национална безбедност да биде место за справување со криминалот, за заштита на суверенитетот, уставното уредување, правата и слободите на човекот, таа е средиште за правење на криминал. Членови на агенцијата со луѓе од подземјето правеле криминал, монтирале случаи и пишувале белешки. Аферата Рекет на Катица Јанева се заменува со нова афера, овој пат институционализирана од Виктор Димовски од СДСМ. Ете, тоа се случува кога партијата на власт станува држава. Во која друга европска држава, држава на Европската Унија, луѓето кои што треба да се грижат за националната безбедност, тие ја подкопуваат. Како се случило оперативци на АНБ да прават рекет, а при тоа државата истите да ги штити? Ова е компромитирање на севкупниот систем за национална безбедност. Вакали се пишувале белешки и за други случаи кои што се во функција на политички прогон наместо за сузбивање на криминал. Ова ли е новото лице на СДСМ? Зошто денеска обвинителството не го сослушува Виктор Димовски, директорот на Агенцијата за национална безбедност? Каква е неговата улога во рекетот? Каква е неговата одговорност и зошто се крие од јавноста? Почитувани, Македонија тоне од скандал во скандал, сиот систем е ставен во рацете на криминалот, од издавање на пасоши за белосветски криминалци преку организирање на таен транспорт на странски гонети политичари, до рекетирање на бизнисмени и што ли уште не. Во исто време Македонија тоне во економска криза, во енергетска криза, здравствена криза, какви криза во секој сегмент на работата на оваа трула криминогена власт. Почитувани, за Македонија нема полошо од СДСМ и нивната спрега со криминалот. Ви благодарам.